Се уште сме во Тетово на плоштадот, иако митингот заврши со нашиот гостин денеска, аналитичарот Александар Пандов, кој е со нас од самиот почеток, тргна со нас од Скопје, го одвои целиот овој ден за да може еве заедно со нас на гледачите да им помогнеме да им доловиме дел од она што го говорат политичарите, што тоа значи, што велиме ние, што тоа значи и како тоа го гледа народот. На пола на кампањата сме, господине Пандов, се зажестували кампањата, денеска можевме еве и овде од Тетово да чуеме и директно упатена порека кон гласачите на СДСМ. Еве и Груевски чувме дека директно се обрати зошто е опасно да се прифати сето она што го нуди ЗАЕ во моментов и опозицијата како алтернатива за Македонија. Се зажестува кампањата или ете едноставно се свати на каде треба да се оди со оваа кампања? Па се зажестува дефинитивно со самиот момент. Не треба да забораваме дека денеска кампањата на ВМРО и коалицијата беше во Гостивар и во Тетово. Два града кои што многу сериозно се погодени од онаа кампања пак на СДСМ и предпоставувам дека председателот Груевски процени дека покрај она афирмативна кампања и оние проекти кои што се предвидени во изборната единица 6 дека почувствува за потреба дека треба да им се појасни на граѓаните, на гласачите, што значи таа кампања која што ја води ЗАЕВ и неговата СДСМ. Околу двојазичноста, околу кантонизација, околу сите тие поделби кои што ги замислува, околу она додворување кон албанците. Сето тоа, поготово тетовчани и гостиварчани, треба наизворно да го слушнат и мислам дека е супер прилика ова денеска што се случи. Не очекувам да бидам искрен дека во наредните денови токав простор ќе биде оставен на опозицијата, но денеска повторно ќе речам веќе трет пат во Тетово и Гостивар мислам дека сосема на место беше што поголем дел од говорот на председателот Груевски беше насочен токму кон СДСМ. ЗАЕВ продолжува и опозицијата со онаа кампања која што ја имаат тие, иако сега се обидуваат да се оградат, односно не биле доволно разбрани велат во медиумите, односно не била добро сватена пораката на ЗАЕВ испратена посебно од Швајцарија, дека тоа не било повик за федерализација, дека тоа веќе сме го имале во уставот. Што сметате, дали е тоа обид за релативизација од како се виде колков проблем направи тоа и дали ќе успеат во таа намера? Анита, ЗАЕВ според мене, не според мене, мислам дека според најголемиот дел од македонската јавност е класичен трчи лажи човек. Човек кој што во буквална смисла на зборот е измамник. Зошто го говорам ова? Затоа што многу пати досега истиот тој ЗАЕВ излегувал едно говорел пред граѓаните, во истиот ден, неретко се случувало, во истиот ден во друга изјава он да се дообјаснува самиот себе што сакал да каже, или да не прави будали сите дека ние погрешно сме биле разбрани. Во овој случај, јас само ќе те подсетам дека првично се обрати преку косовска телевизија. Подоцна за еден портал говореше, ама видео запис имаш. Па исто така дека сега му е мајката, и тоа кога го вели он, сега му е мајката за системска демонтажа, кажува, на државата и воведување на овој двојазична држава прајање на Република Македонија. Не смееме да заборавиме дека истиот тој ЗАЕВ е човекот кој што нас не има убедувано дека за него никаков проблем не е промена и лицитирање со името на Република Македонија. Вакво или онакво. Неговите коалициони партнери го имаат истото тоа правено. Не сме во забуна, не е спинован или они како што тврда дека е, затоа што исто во ова го говореше и го пишуваше и неговата медиумска перјаница Бранко Геровски. Неговиот идеолошки гуру воопшто и на СДСМ Љубомир Фршковски не уверуваше дека е многу нормално да имаме ротирачки премиер, албанец, македонец. Предпоставувам и по другите позиции, дали е тоа председател на собрание, дали е тоа председател на држава, министер за внатрешни работи, подеднакво исто ги гледа Љубомир Фршковски. Од тука на секого му е јасно дека ЗАЕВ е влезен во некој дил, дали
притиснат од странски фактор, дали притиснат од должници некој од Македонија. Која му е математиката, само тој си знае, но факт е дека тој човек, кога би му се дало за право и кога би му се дало за можност, без никаков проблем, би вовел не само двојазичност, него како што, пак ќе повторам, како што не уверува дека сега му било мајката да направи еден швајцарски модел во Македонија, во кој што Македонија би била кантонизирана држава, би била поделена држава, би биле сите тие кантонални единици би биле посебни единици сами за себе и би било само прашање на време кога една по една од тие би се одвојувале од Македонија и Македонија би останала, не би останала, односно, како држава. Пак ќе повторам, Македонија и македонските гласачи. Воопшто не е тоа фарса сега или нешто клише, дека па го повторува еден друг трет. А тоа е дека за мене 11 декември е на подеднакво исто ниво како 8 септември 1991 година или, ако сакаш да се вратиме на назад, во 903 или 41 кога нашите прадедовци, дедовци било потребно оружје во рака да земат за својата слобода, сега ние требаме само пенкало во рака да земеме, да си го сочуваме она кое што нашите предци и како долг према нашите предци, а и према нашите поколенија, да си го сочуваме овој политички систем, овој статус кој што сега го има Република Македонија. Многумина велат дека опозицијата, односно Заев, има удрено на кампања таму каде што е најтенко, затоа што не може да се мери неговата економска кампања со она на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, бидејќи велат дека едноставно ВМРО ДПМН сега за сега има еден континуитет, нели до сега има правено проекти, половина од тие предложуваат и се во оваа програма, има и нови проекти. Дали е можеби ова бегање од соочувањето тоа што граѓаните сакаат да го чујат, работни места, подобар живот? Знаеш што ќе ти кажам? Според мене, сега оние кои што му даваат подршка на Заев се само тешки очајници некои луѓе кои што едноставно за онаа ситуација во која што се наоѓаат, плашејќи се од тоа да се погледнат самите себе, зошто се дојдени, пошто има несреќи луѓе и во Македонија, како и секаде во светот, гледаат вина во власта, во владата, во некој градоначалник или не знам што. Добро, тоа е сосем нормално, нека гледаат вина, нели секогаш вина се гледа во некој што е на... Сакам да ти кажам, значи, масата на луѓе кои што го поддржуваат сега и кои што му веруваат, не верувам дека некој му верува на Заев, но наоѓаат утеха во него, се токму таа категорија на луѓе. Јас не можам да верувам како он успева и нека се 1000, 2000, 3000 гласови да добиеха албанците, затоа што е на последната анкета која што видовме, има некои луѓе, албанци, кои што би гласале за него. И сега, ако говориме дека и тие подеднакво исто ги мачат проблемите како што и секој еден во Република Македонија, тоа е подобар живот, подобар стандард, вработување, како тоа не го препознаваат во ВМРО? Зашто? Затоа што ВМРО е таа која што докажано, она што го говори, она што го става во програма, како проекти кои што ги предвидува и го реализира. Впрочем, 10 години и не знам колку изборни циклуси на назад, повторно и повторно ВМРО и Груевски ја добива довербата затоа што ја стекнале таа доверба кај тоа е најтешкото за политичарот, но успеале да ја стекнат довербата. И од друга страна имаме политичар од типот на Зоран Заев, кој што нема доверба ни еден човек, ни еден гласач нема доверба. Во неговата партија нема доверба во него, но пак ќе ти повторам, обидувајќи се со ефтини лаги од типот дека ќе им направил да имаат во Струмица на влезот двојазични табли. Значи, да се подсетиме, он кога отиде во Швајцарија, не отиде таму како патриот кој што се говори дека е,
која сака Република Македонија, не отиде таму да ги убедува албанската диаспора колку се добри сега законите во Република Македонија, колку се добри условите за отварање на бизнис и дека е Македонија дестинацијата каде што својот капитал сега тие луѓе кои што го стекнале таму треба да дојдат, да го вложат и дека може да развијат бизнис, да си ја чуваат, да си ја негуваат фамилијата. Не, он отиде таму да ги уверува дека е супер сега во Македонија ако се вратат. Ако тој победал, во Струмица ќе можеле да отидат и ќе имале двојазични табли. И од тоа ќе ја хранат фамилијата. Зашто ова сето ти го кажувам? Затоа што е смешно да им говориш на луѓето за подобар живот, да им говориш на луѓето за подобар стандард, а како замена на сето тоа да им нудиш двојазични табли. Што очекуваш од кампањата од сега па натаму? Имаме само 10 дена до крајот. Види, известно е дека, поради реториката која што ја држи Зоран Заев, известно е дека ќе мора да се одговори на таа реторика, известно е дека ќе мора да се дадат појаснување на што би донеле тие политики кои што он ги заговара. И пак ќе ти повторам, значи не беше ни случајно денешниот говор на Груевски овде во Тетово. Мислам дека таа реторика ќе се заострува до наредниот петок, како и да е. Но сега за сега пак од друга страна гледаме дека немаме фокусот се уште на економијата, се уште е фокусот ставен на програмата, затоа што па им би било грев да не се промовира таа програма. Тоа се 500 страни во кои што на секоја една страна е заведен над 1000 проекти има со точни термини, со точни датуми за започнување, за завршување, колку би чинеле, кој би бил изведувач. И тоа е проверена работа, тоа не е прв пат да го гледаме од ВМРО, со самото тоа што веќе праксата се чувствува дека им е усовршена и таа програма од година во година е само подобра и подобра, односно од изборен на избори им е подобра и подобра, но суштината е да она што го нуди ВМРО, ние имаме гаранција дека тоа ќе биде реализирано и во склоп со и она кое што како одговор, мислам дека во тој правец ќе се движи. Да бидам искрен, не очекувам дека како и досега дека ќе има проблеми од типот што ја знам, негдека нереди или такви не дај Боже. Не дај Боже. Не мислам дека тоа ќе се случи, дека ќе гледаме по пат овде или онде некој банер, ова некој билборд оштетен, ама тоа се случувало, се случува и ќе се случува и јас сепак тоа го оставам на дека некоја будала тоа го има направено или на крајот на криштата некои деца за да се направат важни во својот круг на движење. Сепак тоа не го ставам како некои тешки изборни прекршоци, колку што имав прилика вчера или денес да слушнам и СДСМ веќе е таа која што тврди дека изборачкиот список ваков каков што е затворен сега, со немање сега да не ги повторувам, падна фантомите во вода, дека со еднаков број на гласачи колку што ги имаше и во 2014 година, дека е добар избирачкиот список. Предпоставам дека и за медиумите немаат некакви забелешки, нити едните, нити другите. Генерално за честена кампања, пожестока кампања, но не мислам дека ќе излезе од овие рамки на една нормалност.